На 2 дена пред стартот на вториот дел од учебната година треба да се донесе одлука дали и како ќе се одвива наставата во услови кога епидемиолошката крива оде во нагорна линија, а не е достигнат ниту пикот на најновиот бран. До затварањето на овие вести не беше пристигната најава што било предложено на седницата. Во меѓувреме, дел од директорите на основните и средните училишта кои ги контактиравме, велат дека никој досега воопшто не ги информирал за ништо, па се подготвуваат за нормален старт на полугодието, иако се загрижени за дневните бројки на позитивни случаи. Доктор Лумчев, епидемиологот од Гевгелиската болница, не само што бараше пред почетокот на распустот предвремено распуштање, бараше и продолжување на истиот. Последниот предлог беше да училиштата зимскиот распуст почне барем една недела порано. Меѓутоа, за сега немаме никаков одговор, да, треба да се направи тоа, да се зголеми, значи ако е 2 недели, треба една недела порано и една недела покасно да почне, значи да имаме зимски распуст од еден месец во кој може да се стабилизираат тие состојби. И ако некој ни се зарази, ќе биде во домашни услови, може да се контролира и така натаму. Бидејќи реков, се за високо инфективна варијанта, ако се зарази член на семејството, многу брзо целото семејство ќе се зарази, но ќе бидат под контрола во домашни услови. А вака имате колективи како што се училиштата, каде што не дека тие деца не знаат. И тоа сепак зборуваме за мали деца, за тинејџери кои не можат тие да се придржуваат кон тие мерки. Процентуално мора да се знае дека компликациите од COVID-19 кај децата се минорни и дека е непотребно создавање паника. Дел од децата овој вирус го минуваат и асимптоматски, но задолжително е да се внимава и да се посвети големо внимание дури од самите родители за да ги заштитиме нашите најмили и да се докаже дека векторот на заразата не се децата, туку возрастните и нивното неодговорно однесување, децидни лекарите.